Почитувани колешки и колеги пратеници, почитуван мандатар, почини идни министри, почитувана македонска јавност. Еве денеска ја отпочнуваме и отпочнавме веќе расправата по предлог програмата на новата влада која што треба да избереме и се надевам дека со огромно мнозинство ќе ја добие довербата на ова парламентарно собрание. И зошто сметам дека треба да биде со огромно мнозинство и зошто кажувам дека јас секако ќе гласам позитивно, односно ќе гласам за новата програма и за владата предложена од мандатарот. Почитувани, секогаш кога пред нас е избор на нова влада, која што има своја програма, основното прашање кое се поставува и зошто треба да ја дадеме поддршка е дали таа влада има легитимитет, дали ужива доверба, а која доверба треба да се види низ она што е напишано во самата програма, но и низ стручниот капацитет, професионалниот капацитет на луѓето кои што треба да седнат на министерските позиции. Тоа се тие, според мене, три постулати од кои што треба да тргнеме за да можеме да дискутираме дали ваквиот предлог заслужува доверба. И да, јас веднаш на почетокот ќе кажам дека заслужува доверба. Најпрво, легитимитетот оваа влада го црпи од изборите парламентарни 2020 година, но истиот легитимитет е надограден со проширеното парламентарно мнозинство. И тука мислам дека нема потреба што повеќе да објаснуваме. Дали треба да дадеме доверба и, како што реков, довербата треба да ја видиме и да изградиме врз основа на она што е предлог програма, владина програма за периодот 2022-2024 година, низ реалните политики, стратегиите, но и реалните политики, акционите планови во сите сегменти на општественото живење, за да видиме дали се тие остварливи, дали представуваат одреден континуитет, каде го представуваат континуитетот и каде имаат визијата за она што секоја влада треба да се стреми, а тоа е да има и визионерски пристап. И секако, ништо не може да се направи, колку и да е добра програмата, доколку пред нас немаме состав на влада кој што треба да одговори на сите вакви задачи. И доколку ги прочитаме биографиите, и стручните, професионалните, но и биографиите во она што значи општествено-политички живот и авторитет на секој од овие личности, тогаш јас можам да кажам дека нашата земја конечно, веќе сватила, нашите граѓани сватиле дека столчињата, тие жешки столчиња на министерските фотели треба да ги завземат на вистина луѓе кои што имаат многу перформанси, стручни, етички, морални, докажани во својата професија, во средината од која што потекнуваат и кои што имаат исклучителна енергија и волја, а особено тоа го кажувам во овие години, 2,5 години што преостануваат до следните редовни парламентарни избори, соочени со пандемиска криза, економска светска криза, енергетска криза, соочени со многу проблеми на внатрешен, но и на дворешен план. И да, секој од овие кандидати заслужува доверба. Добар дел од нив ги познавам и лично. Со добар дел од нив сум имала прилика да соработувам низ годините наназад
и професионално, како што е кандидатот за министар за правда, господинот Тупанчевски. Со добар дел од нив сум соработувала низ политичкиот живот, но за сите нив можам да кажам дека имаат исклучителни, веќе докажани вредности. И да, некој ќе каже ова е стара влада, но јас ќе поставам прашање дали секогаш треба да тргнуваме од ново, од корен, или треба да не води нешто што се вели континуитет. Особено тамо, каде што има причина да го задржиме и како има причина да го задржиме континуитетот. Јас сметам дека мандатарот на оваа влада, предложена, навистина направил одличен баланс, направил компонирање на влада која што има и континуитет, и искуство, и знаење, но и новина, свежина, нова енергија. И ако на сето тоа ги споменеме, а мора да ги споменеме основните постулати и принципи на кои што почива оваа програма, а тоа е всушност програмата на која што и победивме како парламентарно мнозинство во 2020 година, економскиот развој, социјалната правда, еднаквите можности за сите, владењето на правото, good governance. И ова се основните постулати. И затоа ни треба континуитет. Но тие треба да се доразработат и тие треба уште повеќе да се операционализираат. Не секаде за изминатите 2 години постигнавме целосни резултати, некаде повеќе, некаде помалку, некаде поради објективни причини, некаде можда и субјективните причини имале улога, но факт е дека секаде имало напредок и факт е дека овие постулати, овие принципи се водилката кон прогресот и од нив не смееме да бегаме. И тоа е она кое што ми дава за право да кажам дека оваа влада заслужува довербата, оваа програма заслужува довербата. Како тоа ќе се оствари? Она што ми остави впечаток во самата програма, а тоа во експозето и го кажа самиот мандатар, е дека сите овие реални политики ќе се креираат и ќе се имплементираат низ диалог и соработка, и тоа како во надворешната политика, уште повеќе во внатрешната политика. Диалогот и соработката ни се многу потребни во парламентот. Искуството не учи дека не секогаш го имавме и дека многу време изгубивме затоа што немавме вистински диалог и вистинска соработка, особено кога станува збор за стратешки интереси, за закони и стратегии кои што на вистина се од клучно значење за целиот општествено-економски живот на државата. Почитувани мои колешки и колеги, ова се принципите кои ќе се остварат доколку навистина сите ние се заложиме, првенствено преку давањето на довербата на владата и на програмата, но овдека ќе кажам и преку нешто што значи вистинска критика кон се она што сметаме дека може да биде и подобро. А ние сме тие во ова собрание кое што имаме не само можноста, туку ја имаме и должноста и одговорноста како носители на највисоката законодавна власт. Ние сме тие што треба да бидеме втората страна на медалјата, бидејќи владата ги креира политиките, но тука треба да се спроведат. Ние сме тие што треба да кажеме стој, кога треба да се застане. Ние сме тие што треба да кажеме дали нешто треба да биде подобро и дали треба да се коригира. Оттаму, почитувани, јас ќе завршам со една работа само, а тоа е дека
клучните работи, климатските промени, дигитализацијата, трансформацијата на дигитализацијата, се нешто што не може да дојдат ако сето ова претходно не го спроведуваме. А тоа е нешто без кое што не можеме да одиме кон економски развој. Ви благодарам.